Самуиловата тврдина во Охрид била бугарско царство, цар Самуил бил бугарски цар. Ваков договор не скроја македонските историчари кои се дел од заедничката историска комисија. Она што генерации го учеле во државава веќе не е така. Сега идните ќе учат нова историја, напишана од Драги Ѓоргиев и членовите на заедничката историска комисија. Цар Самуил е владетел на голема средновековна држава, која што по големиот дел од современата историска наука ја смета за бугарско царство со центар во територијата на денешна Македонија. Бугарската теза е прифатена во однос на светите браќа Кирил и Методи, па сега нивното одбележување во 19 век започнало во Пловдив, Бугарија, а не кај нас. Ова сега е факт со подпис од македонска страна. Денот на нивниот црковен празник започнува да се одбележува во училиштата. За прв пат тоа се случува во Пловдив во 1851 година. Процесот на духовно будење и еманципација наоѓа израз во се присутното одбележување на празникот во многу училишта на територијата на Македонија и Република Бугарија. Она што сме го учеле досега очигледно ќе треба да го заборавиме. По бугарски диктат ќе менуваме историски факти, прецизно напишани во протоколот. Таму се вели дека имаме неосновани историографски сугестии за античката историја, ќе мораме да ги менуваме историските географски карти на Македонија. Констатира известни недостатоци односно можности за подобрување. Со оглед на тоа се препорачува избегнување на неосновани истографски сугестии за античка историја, недостатоци во историската географија при користење на картите каде што се соодветствуваат со конкретното историско време и контекст, фактографски непрецизности. По бугарски диктат сега ќе менуваме историски факти за мисијата на апостолот Павле. Сугестиите за институционален континуитет меѓу мисијата на апостол Павле и средновековните црковни структури што постоеле на територијата на денешна Македонија се неосновани. По бугарски диктат сега ќе учиме повеќе за тракиците и дарданите. Според овој протокол се добива впечаток дека жртвата повторно е Македонија. Прифатено е се што е бугарска теза, што е нов голем пораз за државата, барем според историчарите.